Кога ќе се проширува втората зона за паркирање и дали ќе се градат катни гаражи заради обезбедување дополнителни паркинг места и намалување на сообраќајниот метеж во градот, беше едно од советничките прашања на седница на Советот упатено до градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. По однос на зонското паркирање и прашањето, ние имавме обид за воспоставување на зонско паркирање на локација на Октомвриска револуција. На истата локација се создаде првично незадоволство кај граѓаните, мислеа дека сме таму да им ги земеме паркинг местата, иако тие паркинг места се собственост на општина Куманово, сепак ги користат граѓаните од тој дел. Имавме за план да плаќаат 5 денари дневно и да користат паркинг место. На крај се исполитизира состојбата, како и многу пати до сега. Тие што првија поддржаа одлуката за зонско паркирање и проширување на паркирањето, потоа први манипулираат таму со граѓаните на лице место и ги залажуваат дека, не знам, јас или било кој друг е дојден таму да им зема пари за паркирање. Не, ние имаме само цел да воведеме ред во паркирањето, тие паркинзи да ги ослободиме од хаварисани возила и возила кои што се огласени за продажба, дополнително да го намалиме присуството на возилата од страна кои што секојдневно се паркираат таму кога граѓаните патуваат вон градот, за да им овозможиме на граѓаните кои што живеат таму секогаш да имаат слободно паркинг место, а тој кој што ќе дојде од друг дел на градот да се паркира, а не е во регистарот на жители таму, да плати цела услуга и со тоа да се одржува целиот систем. Да ги реконструираме паркинзите, да ги одбележиме и така натаму. За жал, добив одговор од еден граѓанин, подобро ќе живеам во хаос, отколку да поставиме ред, не сакам да платам и за жал мнозинството присутни на состанокот се сложи со него, а јас против волја на мнозинство граѓани не можам да идам и тоа стои како статус кво. Дали сакаме да воведеме втора зона? Да, сакаме. Еве, минатиот пат дојдоа на состанок граѓани кои што бараат воведување на втора зона кај основното училиште Бајрам Шабани, каде што ќе се обидеме да ја пуштиме во функцијата зона во Бајрам Шабани, што значи сепак свеста на граѓаните постепено се менува и тоа е добро. Во дел на изградба на катни гаражи, две локации во градот има за изградба на катни гаражи. Едната гаража ви е зад банката КИП, каде што, ако се сеќавате кога почнаме активност за поставување на модуларна катна гаража, имаше огромна реакција од граѓаните и се бунија зошто такво нешто ќе им се прави тука и се откажаваме од тоа. Втората локација која што е веднаш зад градскиот плоштад или кај локацијата што ја викаат поранешно хемиско чистење, кај што се оние времени објекти, за жал истата да се реализира, треба да дојде до рушење на најмалку 5 објекти кои што си и како скупи за експропријација и општината не е во финансиска кондиција тоа да го реши. Но затоа побараме од сектор за инспекцијски надзор да ги дислоцира тие времени објекти како би можеле да го поплочиме тој простор тука да се користи како дополнителен капацитет за паркирање. Исто така имаме реконструкција на постоечки во програмата која што е во тек, каде што повторно бевме спречени од граѓани кои што сакаат, извинете, да се обратам по Кумановски преку Леп Погача, да се доасфалтираат и зелените површини, што ние не можеме да го сториме, бидејќи во проектот за реконструкција ние реконструираме само дел кој што е предвиден за паркирање, тоа е кај локацијата Шипат, во населба Гоце Делчеви, на секоја друга локација кој што имаме можност, значи да направиме барем времено паркиралиште. Но градот е тој, своевремено е конструиран за некаде 5 до 6.000 возила, каде што знаеме дека сите објекти кои што во централно градско подрачје се изградени без гаражи, тогаш така се градело 60-тите, 70-тите, денеска градот веќе помина бројка многу одамна на 30.000 возила. Тоа е реалноста во која што живееме. Ние ќе мора да се научиме да живееме и да бидеме дисциплинирани. Секој треба од себе си да тргне и да праша кај му е возилото и како му е возилото паркирано. Во постапка сме за враќање на паркингот во централно градско подрачје на Чоробенско ќоше, кој што од страна своевремено на СИС
за стопанисување со стамбен и деловен простор и издадено правен субјект, иако е државно земјиште и општината имала предност, и ќе се стопанисува до средина на средна година по истек на тој договор, значи ќе биде преземен исто така и ставен под владение на јавно претпријатие Куманово паркинг и други локации, и побараме интервенција од МВР за затворање на сите диви паркинзи на територија на општина Куманово, кои што ги има, а истите, ако сакаат да вршат дејност, треба само да потпишат договор со јавно претпријатие Куманово паркинг и да се договорат заедно за условите за давање на услуга, паркинг услуга. Благодарам.